Согласно европските царински прописи, од наесен и кај нас ќе започне примената на нов систем за подготовка и обработка на царинските декларации. Подготовките во Царинската управа на Македонија за воведување на така наречениот систем за интегрирана тарифна околина се започнати од пред неколку месеци и во моментот траат обуките на вработените во управата. Покрај воведувањето на новиот компјутеризиран транзитен систем и воведувањето на новиот систем за обработка на царински декларации кои се во тек, со новиот систем се затвори последното поглавје што е неопходно Царинската управа да се прилагоди за непречено зачленување во Европската Унија. Со овој систем на едно место, од тука и неговото име, се обединуваат, се интегрираат сите потребни податоци за подготовка и обработка на царинските декларации. Значи не само царинските стапки, туку и даночните и акцизните и сите потребни документи за реализација на некоја трговска мерка. Ако досега сите тие беа во различни закони, во хартиена форма, некои од нив беа и на електронски медиуми, меѓутоа сега со онлайн пристап се е достапно на едно место, со што всушност многу се олеснува и се забрзува и самата подготовка, но и самата обработка. Аджиевски вели дека ефектот од воведувањето на новиот систем е двостран. Не само што Царинската управа се доближува и се интегрира во поголемото семејство на царински администрации во Европската Унија, кој се олеснува, се забрзува и се поевтинува водењето на бизнисот кај економските оператори. Сега ќе треба многу помалку време, многу помалку трошоци, многу побрзо и поедноставно ќе биде подготовката на самата декларација и што е особено битно, ќе има автоматска валидација, проверка на податоците со што ќе се избегнат многу технички грешки кои понекогаш се правеа. Системот на интегрирана тарифна околина, што се одвива и се реализира со поддршка на Европската Унија, е проект замислен во согласност со програмата Темпо, што значи дека покрај консултант има и изведувач кој изготвил соодветен софтвер. Задача на Царинската управа е да го мониторира и да го стави во функција системот и да го доближи до бизнис заедницата. Предвидено е новиот систем да има неколку тестирања. Досега се одржале 2, а ќе следуваат уште толку, со што дефинитивно ќе биде ставен во функција во октомври.